Зелка, праси, тиква. Граѓаните во Кочани, иако во помал број споредбено со претходните пазарни четвртоци, излегоа да ги купат основните неопходни производи. Дел од нив велат скапо е, но мора да се купи и да се јаде. Проблем се ниските примања, а не цените на производите на пазарот во Кочани. Компири 40 динара, пипер 80 динара, празо 80 и 100. Многу е скапо сине. Ама мора да земеме да јадеме, што да правиме? Купиме пипер, купиме ориз да земеме, компири. Тоа е. Не може да произведам и морам да си купа и колку иде да јада, да преживеам. Добри се. Добри се, кој има пари, добри се, кој нема пари, дома нека седи. За зелка дојде јазика. Зелка да си земе. За поголем дел од продавачите денешниот пазарен ден беше задоволителен, иако друг дел велат дека побарувачката е слаба. Цените според нив се реални за овој период од годината, но исплатливоста е делумна. Младите не сакаат да работат земјоделие, а повозрасните произведуваат колку се во можност. Има пари, нема побарувачка. Ете. Спанать, компирите, тоа. Од тркање. Не. Не е исплатливо, пошто не многу слабо се раѓа. Добар е, што се да каже. Фала му на Господ оваа година, добар е. Има ли производство? Па ја не сеам многу, беше малку производство, ама благодарен сум за оваа година од Карфиова. Исплатливо ли е да се дава? Исплатливо како не. Не може да најдеме мана се. Млади што работат? Нема млади, ние сме пензионери, ти кажем. Од тркање продаваме, зелка продаваме, те и тиквички, балки продаваме. Каква е цената? Цената е тиквичките се 30 денара, зелката 50 денара е продадо, балките 40 и така. Да. Па барат ги до нова година тиквичките стоят и ги продаваме. После не бе... Има ли производство? Има и зелката. Само слабо има. И нема работници, не сеят зелка. И така. Младите? Младите на работа си одат, ние старите работим. Производите за туршија се бараа и денеска, а на листата најкупувани производи на пазарот во Кочани се најдоа сезонското овошје, оризот и медот.